Денешната пресконференција градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски ја започна со тоа што ја информираше јавноста за моменталната состојба со пандемијата на коронавирусот на територијата на нашиот град. Потоа ги приложи информациите од представникот на Министерството за внатрешни работи. Во хотелот Монтенегро во Велес има 28 лица во државен карантин. Обезбедувањето го вршат припадници на Министерството за внатрешни работи и на армијата. Се е така како што треба. 10 жители на Велес се наоѓаат во други државни карантини низ територијата на земјата. Во изминатиот период од последната пресконференција до денес забележани се 8 прекршувања и за непочитување на ограничувањето за движење за време на полициски час, и против тие 8 лица е покрената постапка според членот 206 од Кривичниот закон. Од областа на репресивната политика кон 107 прекршители се изречени платни налози и најчесто праксата е дека тие ја уплаќаат казната со попуст од 50% во рок од 8 дена. Коцевски го изнеси и фактот дека пазарната инспекција врши редовна контрола на работата на угостителските објекти. Не е забележено никакво прекршување со исклучок на пабот. Потоа градоначалникот детално ги представи одлуките во однос на пазарите во Велес. Внимателно да ги олабави претходно донесените мерки за работа на градскиот пазар. Одлучивме малото пазарче во Нова населба и понатаму да биде затворено, бидејќи е во затворен простор каде што нема добра вентилација и не би сакале ниту купувачите, ни продавачите да ги изложуваме на ризик. Ќе чекаме да се подобрат уште повеќе состојбите, додека за главниот зелен градски пазар одлучивме да се дозволи продажба и на земјоделски сезонски производи и на текстилни производи без никакви ограничувања. Ја укинуваме мерката да бидат преку еден ред активни тезгите, туку сите тезги да бидат ставени во функција, затоа што нашата проценка е дека на тој начин вкупниот број купувачи ќе се распределат на повеќе продажни места и ќе се смали можноста меѓу себе да си пренесат вирус доколку има некој таков присутен, но донесовме одлука да го задолжиме јавното комунално предпријатие Деруен да организира многу поголема контрола во споредба со минатите пазарни денови, како на влезот, така и внатре во рамки на пазарот, за да се внимава колку луѓе се пропуштаат во пазарот, откако ќе се исполни некоја нормална бројка безбедна за влез на купувачи, престој на купувачи во пазарот, колку што ќе излезат од пазарот купувачи, толку да влезат нови, а од друга страна контролори внатре во пазарот редовно да контролираат дали купувачите и продавачите одржуваат растојание и дали носат заштитни маски. Општина Велес го објави и конкурсот за доделување на наградата Рациново признание за оваа година. Делата најдоцна треба да се достават до 1.8.2020 година. Во останатиот дел од денешната пресконференција, Коцевски се посвети на градежните работи на територијата на градот Велес.